Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувана јавност, почитувани колеги. Гледам министерот го нема, тука е заменик министерот, почитуван заменик министер. Да беше буџетот добар, да беше ребалансот добар, да имаше повеќе пари за сите. Верувате дека Фатмир сега ќе беше тука и немаше воопшто вас да ви пушта, бидејќи ќе дојдеше да се рекламира. Почитувана јавност, моментално како општество сме нападнати по две суштински основи. Првата е достоинството на секој од нас и втората е благосостојбата. Ова се двете суштински работи под кои што сме нападнати. Едната е преку договори, а втората се гледа преку буџетот, односно конкретно преку овој ребаланс на буџет. Ветуваа пари кон граѓаните, ветуваа живот, а им донесовте кредити, инфлација и долгови. Единствена светла точка е скенирање на фискални сметки, замањување на јавноста, за некој да земе 800 денари за 3 месеци, додека некој што седеше во овие клупи како мнозинство и ја гласаше оваа влада, краде по 800.000 евра. 800 денари по 3 месеци за граѓаните, 800.000 евра за функционерите насадени во Социјалдемократскиот сојуз. Ветувавте инвестиции, додуша странските, уште тогаш кажувавте дека не се посакувани бидејќи немале соодветна исплата на средства кон вработените, но биле многу добри кога го плаќале данокот, например, оние 20 милиони евра од Johnson Controls пред 2 години, ама ветувавте домашни компании кои што требаше да се шират, да се развиваат, позади кои ќе стоеше државата, и од тоа нема ништо. И овој ребаланс на буџет, пети поред во овој собраниски состав, можам да го карактеризирам како чисто фијаско и пред да го анализираме дел по дел, повторно ќе повторам за јавноста, да беше добар, сега министерот Бесимиов дека ќе седеше, како што седеше пред некој ден за интерпелацијата на Џафери, гордо, достоинствено, бидејќи ќе победи, а немаше да бега и ни стекот на целата комисија како на пленарна расправа. Лага број 1. Стапка на инфлација. Владата ни предвидува дека годинава ќе имаме стапка на инфлација 7,2%. Стапката на инфлација денес е 14,5%. Според Државниот завод за статистика. Минатата година беше 11,4%, минатиот месец беше 11,4%. Пред тоа беше 9,8%. И како ќе дојдеме до инфлација од 7,2% на годишно ниво, ако немаме месец кој што е под 9? Дали рачунате дека ќе имаме инфлација минусна СМВ? Како што рачунавме преходниот ребаланс дека ќе имате дупло повеќе зголемени приходи ќе намалите буџетски дефицит? Ова прашувам, дали некој ќе одговара од 1000 вработени кои што се директно или индиректно во подготовка на буџетот, дали некој ќе одговара за овие погрешни проекции со кои што го манипулираме македонскиот народ? Штовани колеги, пред пола година овдека велеа дека ќе имаме 4,3% буџетски дефицит и тоа ќе биде максимум. Веќе се коригирате на 5,3, а ви гарантирам дека на крај ќе излезе многу, многу повеќе. Раст на бруто домашен производ. Колку оваа држава расте? Ветувавте 4,6. За само 6 месеци, за 30% ретерирате и сега ни велите 3,2%. А ако не е 3,2%, господин заменик министар, дали Фатмир Бесими и оној кој што го прави буџетот премиерот ќе понесат оставка? Многу честно прашувам дали сите овие крупни макроекономски проекции, ако испаднат дека не се вака, дали некој од вас ќе поднесе оставка или колеги патеници од СДСМ, дали вие конечно за сите овие лаги, за се ова што ве ставаат во неубава позиција да браните необранливо, ќе побарате конечно оставка заради лажни податоци.
Ако го земете експозето на Фатмир Бесими, на комисијата и денешното, се две различни експозиња, ама не го менуваат ребалансот, истиот е. Тоа значи дека истиот е лаже. И не е вистиница. И не може да биде вистиница. Затоа колку почитувана јавност во оваа дебата за буџетот, власта вели дека е добар, опозицијата вели дека не е добар. Власта вели дека прави чудо во економската политика, дека ги враќа парите кај граѓаните, дека фирмите цветаат и дека сме многу добри. Опозицијата го вели спротивното. Ајде да видиме каде сме ние почитувана јавност на Балканот. За жал, со државите од земјите членки на Европска унија одамна не можеме да се споредуваме. Македонија, од кога овие таленти се на власт, има вкупен раст од 2017 до денес за 5,56%. Македонската економија со вас на власт расте 1,09%. 1% годишно. Сите оние најдобри сме, блескаме, најдоброто за вашата општина, за вашата држава, 1% годишно. Економијата да ве нема во како влада. Да ве нема воопшто, самиот пазар, самите комори ќе растат повеќе од 1%. И кога ќе ви кажуваат почитувана јавност дека било криза, пандемија, точно е. Секаде беше криза, секаде имаше пандемија, агресијата на Русија во Украина секаде влијае. Ајде да видиме комшиите што прават околу нас. Додека ние растеме со 1,09%, Србија расте со 3,5%. Албанија расте со 3%, 3 пати повеќе од нас. Косово расте со 3,51%, 3,5 пати повеќе од вас таленти во владата. Црна Гора расте скоро двојно повеќе од нас, а Босна и Херцеговина, која што и ние политиколозите не можеме крај да ја фатиме какво политички системи уредување има, расте со 2,67% годишно во просек во последните 5 години. Не ли ви е срам да бидете најслабата влада на Балканот? Не ли ви е срам Косово, Црна Гора и Босна се по 2-3 пати поуспешни од нас? Овие бројки вие ги вадите од Министерството, ги вадат и тие од нивните министерства и се многу поразителни. Многу се поразителни. И независно кој ќе излезе на реплика овдека да релативизира, граѓаните знаат како живеат. Дали живеат подобро со вас или дали живеат полошо со вас. Дали е вистина, штувани колеги од мнозинството, дали е вистина, господине заместник министер, дека во првите 6 месеци оваа година имате вкупно потрошено само 140 милиони евра за капитални инвестиции. И дали тоа се цели 23%? Точно ли е тоа? Климате со главата? Точно е. Дали е точно дека во првите 6 месеци од оваа година имаме 260 милиони евра дефицит? Дали е точно дека имаме 260 милиони евра повеќе потрошено него заработено? И дали некој си го прашува, си го поставува кај вас прашањето кој ќе ги враќа тие кредити? Дали си го поставувате прашањето дека фирмите крај со крај не можат да врзат? Дека за 500% ние качивте струјата? Дека купувате социјален мир со 7% према домакинства и 500% према стопанство? Од кого земате плата? Од граѓани и стопанство. За кого се грижите? Само за себе. Само за себе и за амбицијаниот од Струмица, ако се јави да побара некоја услуга, бидејќи, нели, него секогаш, секој од вас мора да му биде на услуга. На платата на делочните приходи, како ќе видите дека имате слаба држава и слаба економија? Имате од акцизи 7,9 милиарди, од ДДВ 22 милиарди, а данок на добивка 6 милиарди. Штувана јавност? Акцизи имаат 7 милиарди, бидејќи плаќаме по 2 евра скоро бензин, или веќе 100 денари, над 100 денари бензин и нафта. Од ДДВ, од оно што го трошиме, ама данокот на добивка е многу низок, е само 6 милиарди,
Затоа што приватниот сектор не остварува добивка. У нормална држава, во влада која што стои позади бизнисот, број 1 треба да биде данок на добивка. Највеќе пари државата треба да инкасира од данок на добивка. Тоа значи дека сте направиле услови за водење на бизнис, тоа значи дека фирмите работат, заработуваат и ви плаќаат. Тоа значи среќни граѓани, а не тажни граѓани по скапени цени, ама арогантна и самобендисана власт. Да ме прашам друго. Капитални трошоци и дефицит. Сооднос многу на малку. Вака дали дома се однесувате како министри во владата? И дали вие, почитувани пратеници, кои слушнете дека имаме 140 милиони капитални инвестиции, а 260 милиони дефицит, си поставувате прашањето довода што гласам овдека? Дали вие дома така се однесувате како домакини и домакинки во собствените домови? Да давате само 14 денари на стан, на образование, на реновирање на стан, а да давате 260 денари на одмор и одење, изимање кредити. Дали дома така се однесувате? Бидејќи, ако дома се однесувате така, поддржате го буџетов. Ама ако дома не се однесувате така, сопрете го ова. Бидејќи државата е наш заеднички дом. Бидејќи имаме сериозни проблеми, почитувани пријатели. Зошто? Храна 30,8% поскапена. Република Македонија, индекс на трошоци. Се извинувам. 30% која плата е поскапена е подигната во државата? Месо 118%, 18,8% покачено. Која плата е качена за 20%? Луѓето не може од крај со крај да возат, а ви наместо да им покачите плата, им приредувате инфлација од 15%. Ако може колешката Колева, која што е многу некултурна, благодарам. Споредба на тековни трошоци, ќе видите дека социјални во држава во која што има 132 милиарди и 944 милиони социјални трансфери, има само 10 милиарди и 200, тоа 166 милиони капитални, исто гледате дека нешто и со тој податок не е во ред. Во интерес на времето, ајде да видиме како трошат оние кои што си ги гласате. За оние 800.000 евра слушнавме. Министерство за правда. Не знам дали во ама остането аманетот Маричич, вели вака: јакнење на владење на правото, ставката се намалува за 57%. Одите сериозно во сценарио во кое што на владата не и треба јакнење на правото. Бидејќи јакнење на правото ќе значи друго за оние кои што моментално се функционери, а во блиска иднина ќе им треба јакнење на правото. Борба против организиран криминал и корупција намалено за 57%, исто така. Значи, почитувана јавност, треба да знаете дека Министерство за правда има пари за се, ама за јакнење на правото и за борба против организиран криминал, во тоа Министерство нема пари и затоа на правда да не се надевате додека е СДСМ и ДУИ на власт. Општи и заеднички служби многу ме интересира на ставка која што вели изградба и реконструкција на административни згради и државни органи, 17,5% е покачено. Ке градите ли згради некои? Имате ли? Прашувате ли? Вие не може да ги окречите, вие што се изградени. Ова вели за нови, не вика за одржавање. Ме интересира зошто во СОЗР имаме покачување на администрација за цели 37,9%. Препоставам дека некој од вас ќе стане и ќе ми одговори. Она кое што е индикативно во трошењата на парите, ве молам тука и за внимание на сите, е тоа што покрај тоа што секаде договорни услуги, разни трансфери, привремени вработувања ви се зголемени, почитувани колеги, имаме секаде измеѓу 50 и 150% зголемени комунални услуги за грејење.
Онаму каде што се приклучени објектите на градското парно, имате повеќе од 100% предвидени комуналии за грејење. Дали тоа значи, и е директно прашање од заместник министерот, дека ај што не знаете проекции на направите за инфлација, не знаете. Дали имате проекции? И ве молам јасно и гласно да одговорите за зголемување, огромно зголемување на парното во градот Скопје. Бидејќи, ако тоа го немате, а предвидувате века по 100% зголемување за грејење, ве молам да ми објасните во што е проблемот, бидејќи едно со друго едноставно не одат. Многу интересно е во Агенција за стоковни резерви, почитувани колеги, вели договорни услуги 40% се зголемува ставката, ама во стокови резерви, задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати се намалува за цели 17%. Пари за нафта задолжително што ќе стои и што ќе влие на цената, која што е огромна, нема, ама за договорни услуги за 40% повеќе има. Во интерес на времето, животна ќе ја прескокаме на дворешни работи. Додека мака мачиме со евроинтеграциите, дипломатски и конзуларни представништва намалувате ставка. Ако на Република Македонија денес, во 2022 година, не и требаат дипломатски и конзуларни представништва повеќе од било кога, јас не знам, или Бујар Османи е се. Кај него е оревот, кај него е каменот, он потпишува договори, он де објавува, де не објавува, мислам дека не е во ред да немаме дипломатски и конзуларни представници, ај што нема амбасадори никаде. Сериозни проблеми се тие и затоа впочне како влада немате и трговска размена, целата ви е намалена за разлика од порано. Влада на Република Македонија. Привлекување на странски инвестиции, ставка намалена за цели 20%. Странски инвестиции не ви требаат. Домашните предпријатија ги рикнавте, шо сте вие на држава? Ја водите државата, имате цел да уништите државата. Јас не можам да ве разберам. Во време на криза, во време на огромни дефицити, ако бркате странски инвеститори, намалувате ставки на странски инвеститори, јас не знам зошто постоите тогаш како влада. Финансиска подршка за инвестициите. Нели правевте спотови, ке имало инвестиции, вакви домашни инвестиции и тука ги намалува за цели 10%. Зошто ги намалувате инвестициите во влада? Програма за аерозагадување минус 20%, одма да се разбереме, градочелниците ќе бидат виновни зимоска, што да се случи, владата се амнестира од одговорност, бидејќи едноставно не сака да стави средства како држава да го чисти воздухот, ќе тера политика и политиканство во текот на зимата за тоа кој го загадил воздухот, но истовремено за странски инвестиции немаат, за конзуларни представништва немаат, во владата на Димитар Ковачевски. Исто како на Зоран Заев, договорни услуги од 584 милиони на 644. Дали е тоа нормално зголемување на договорните услуги? Што толку договорни услуги има во таа влада? До кога ќе ставате од дека средства да му се најдете на Самка, на Стојанче, на Мојанче, тие што ќе им притреба нешто да ги вработите, да ги врткате и да ги пратите национални координатори? Дали е ова оправдано во време на криза, во време кога ни кажувавте дека нема непродуктивни трошоци и се разбира, почитувана јавност, така и ќе завршам, бидејќи времето во владата разни трансфери, ставката, почитувани колеги, ни помалку ни повеќе, за 54,7% е зголемена за дупло. Во разни трансфери се најматните работи, почитувани пратеници, како правеше Заев, така се продолжува и сега, подобрување нема, граѓаните се секој ден посиромашни, фирмите тонат, затвараат, енергетската криза си го прави своето, а како што кажав и на почетокот, вие се грижите само за себе, уништувајќи ја благосостојбата и достоинството на секој еден од нас, граѓаните на оваа држава. Благодарам.